Пристигна и нашиот гостин од Систина, професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро недо, благодарам на поканата. Имаме убава тема ова утро, како жената треба да се грижи за својата убавина. Кој не сака да биде убав, докторе, нели? Па сите сака да бидат убави. Тоа е нешто што секој човек го посакува. Нормално кога доаѓаат вака периоди со празници, доаѓа пролета, доаѓа потоа летото, малку сите па некако и со менталитетот сите излегуваме на она што се очекува, што ќе следи, како би сакале да изгледаме и тогаш веројатно најголем дел од луѓето и се решаваат да прават некои интервенции, а ние како болница, како Аџибадем Систина, секојаш сакаме да им излеземе во пресрет на сите, барем оние за кои знаеме и можеме да одговориме. За среќа, веќе сега еве во 21-виот век и благодарение на вас и на сето она што вие го нудите, веќе не важи она народното трпи ќерко за убајна, затоа што веќе постојат и методи и третмани кои што се безболни, кои што се нехируршки. Па ајде да почнеме од тука. Што е она најново што се постои во областа на естетската дерматологија, што е нехируршка? Да, па ние, иако со текот на времето многу се доближивме, да речеме, естетската дерматологија се доближи многу до пластичната хирургија и на некои места дури се преклопуваат. И тоа е генерално трендот и во светот и секаде да се оди со овие што по безболни, по да кажам не толку радикални третмани кои можат да му возможат на пациентот да нормално секојдневно комуницира со околината, да се избегнуваат долготрајни хоспитализации, болнички лекувања, рани оперативни, конци, едноставно да човекот биде во функција целиот период, да не биде исфрлен од функција во текот, не знам, на еден месец кога прави некои значајни естетски интервенции на лицето и тука трендот пред се оди спрема ласерите. Ласерите во естетската дерматологија и генерално во медицината, во секоја област, не само во дерматологијата, се повеќе се употребуваат и во голем број случаи, не само за ова што ние го зборуваме, туку дури и за третман на одредени тумори во одредени области и така натаму, ги заменуваат конвенционалните средства кои некогаш се употребувале, но ние во дерматологија ги употребуваме многу за разни процедури на подмладување, третман на лузни, одредени зафати кои ги правиме за отстранување на одредени израстоци кои се јавуваат на лицето. Значи сите оние несовршености кои можеме да ги решиме со средства кои не се хируршки, ги решаваме на тој начин. Се разбира дека тука има и други методи во секојдневната пракса, тие се комбинираат со ботулинум токсинот кој се повеќе се вбризгува, со пополнувачите филери популарно речени на ткивото, со употреба на плазмата која е исто така една нова метода која ја употребуваме, значи крвта на самиот човек се центрифугира, се добива чиста плазма и нејзиното вбризгување во одредени ткива каде што треба, знае многу да стимулира, значи подмладување на кожата и имаат фактор за раст, тромбоцити со висок фактор на раст кои невидено добро делуваат на обновување на ткивата. Не ги употребуваме само ние, ортопедите за колено ги употребуваат, одредени други специјалности, меѓутоа и во дерматологијата се употребува многу. Колку вие од Систина успевате да ги следите сите трендови во ова естетска дерматологија или пак напротив не само што ги следите, туку сте и рамо до рамо со нив? Па сега ја да не испадам дека се фалим, ама јас еве во петок во четврток одам за Истанбул, во петок имам предавање на голема естетска конференција на турците, а турците се во медицината многу напред отидени. Штом не канат да и ние нешто кажеме, значи дека не е тоа само куртоазно, дека нешто има некоја двонасочна линија, се разбира. Значи не само одите таму вие да следите, да слушате, туку и од вас да чујат нешто. Тоа е значи една голема конференција во Истанбул која ќе се случува викендов, која е повеќе на европско и на регионално ниво, каде што дел од работите ќе ги научите, ама исто така мора и нешто да кажете, да не испадне дека само треба да учите. Ние мислам дека во голем дел од овие естетски процедури во Аџибадем Систина сме многу блиско до нашата, да кажам, болница мајка Аџибадем Холдинг. Неколку пати кога сум бил, нема некоја драстична разлика во тоа што тие го прават таму и тоа што ние го правиме. Зборувам за мојата област, за дерматовенерологијата, ние сме блиско тука.
Се разбира, има секојаш работа и простор да научите, има некои нови работи што сакам да ги видам и мислам дека е тоа корисно, таа размена на искуство, но генерално сме на едно задоволително ниво. Се разбира, има секојаш може подобро, тоа зависи од условите, зависи од платежната моќ на населението, зависи од многу работи. Бидејќи го споменавте ласерот, тој сега овде, за ова барем за кој што зборувам, ја игра главната улога, снимале и ласерски центар. Како изгледа тој ласерски центар и што се има во него? А ние имаме ласерски центар кој е една посебна целина, кој е со највисоки акредитации, сега ги поминавме JCA акредитациите, нашиот ласерски центар ја доби една од најдобрите оцени. И мислам дека се работи за простор кој прво е физички одделен, сите ласери се внатре во различни простори. Ние имаме 5 ласерски системи, а сега сме во, да кажам, анализи и пребарување малку за набавка на уште 1 до 2 ласери кои би сакале да ги имаме во нашата, да кажам, болница. Имаме повеќе ласерски системи, она што и широк спектар на услуги нудиме за пациентите. Да речеме, од оној со кои работат техничарките, како што е ласерското отстранување на влакна, што е многу модерно, кај што имаме 2 мокни ласерски системи. Модерно, туку и корисно, морам да ви кажам, докторе, да. И од секој аспект е подобро од конвенционалните методи на отстранување на влакната. Каде што половина кожа излегува со тоа. Секојаш е подобро, особено кај луѓе што имаат чувствителна, деликатна кожа. Отстранувањето на влакната со ласер е нешто што е препорака број 1 од страна на дерматолозите. Но ние имаме 2 посебни системи, едниот е Александрит ласер, другиот е диоден ласер, кој практично може да ги опфатат сите зони на човековото тело. Се работи безболно, значи со употреба на локални кремови анестетици претходно кои ги ставаме. Меѓутоа покрај тоа имаме и поагресивни ласерски системи кои ги користиме за одредени, да кажам, интервенции кои се на работ, да некојаш и за хируршки интервенции, меѓутоа некојаш и за интервенции на подмладување на лицето, на деколтето, на вратот, како што е, речеме, имаме ербиум јак ласер, имаме ендијак ласер кој е многу добар за овие капилари, проширени вени, васкуларни промени, кои заедно со моите колеги од васкуларна хирургија заеднички ги работиме. Нормално поголемите крвни садови тие ќе ги затворат хируршки, дали со класична хирургија, дали со ендоваскуларна хирургија, помалите крвни садови, така наречените, оние што се како пајажи на ретикуларни крвни садови, ние ги преку кожата ги затвараме со ласер и се разбира фракциониот CO2 ласер кој речеме е нешто што го имаме ние само и е нешто што делува многу моќно на подмладување. За овој сакав да ве прашам за фракциониот ласер. Како делува тој? Затоа што за него вели дека представува на некој начин зрачен скалпел, така? Тоа е така нож. Секој ласер е во суштина бескрвен нож. Значи, особено овие аблативни, силни ласерски системи, како што е CO2 ласерот, тие можат да пенетрираат, вие, нестручно некој ако работи, може да ја пробуши кожата, може повеќе ткива да пробуши. Значи, тоа е со моќ голема, може да оди во длабочина колку што вие ќе го насочите и колку што сакате. Тој има една предност, негов абсорбционен, секој ласер има свој медиум во кој се абсорбира. Кај овој CO2 ласер, медиумот на абсорбција на ласерската енергија е водата. И он всушност може да продре во сите ткива кои ги таргетира. И ние го користиме многу и за подмладување со еден површен ефект на лицето и на деколтето, на други делови од телото, меѓутоа исто така го користиме многу често и за сечење на одредени израстоци, кои наместо да ги сечеме со нож и потоа да ги шиеме, ние ги сечеме со ласерскиот систем и потоа ги ски кажам како да ви обяснам, ги коагулираме, ги лемиме само со еден инструмент и на тој начин пациентот се поштедува од лузна. Затоа што веќе трендот во медицината да се отстрануваат хируршки голем број израстоци не смета, да речеме кај некоја господја на лице или на града или не знам каде, во некој дел каде што пречи, многу едноставно се ако прво се проверува дали се во ред и дали може да се отстранат со дермоскопија, потоа ги отстрануваме оние што се безопасни. Тоа е кратка процедура која практично за саат време доаѓа пациентот и си завршува работа и си излегува си оди на работа. Што значи несакани ефекти не постојат, освен ако, како што рековте, нестручен.
работи? Има некои работи кои ние ги објаснуваме. Секогаш на секој пациент му даваме да прочита, да потпише информативна согласност, да знае што се ние сме должни да ги објасниме сите работи. Не сме имале до сега никаков несакан ефект. Значи такво нешто не се случило. Веќе 10 години работиме со ласери ние во Аџи Бадем Систина. CO2 ласерот, тој првиот што го земавме, овој е нов. Тој првиот уште пред 10 години го донесовме и имаме, да кажам, многу солидно искуство во таа област, да речем можеби и регионално работиме меѓу тие што работат најмногу сме. Рековте дека односно, иако, например, сега у нас, за кој што ние зборуваме, главниот фокус го ставаме на естетската дерматологија, но сепак ова е за решавање на сите проблеми со кожата. Кои се најчестите проблеми што ги третирате? Ние голем дел од работите ги можеме да ги третираме со сите овие ласерски системи. Сакаме да набавиме уште еден кој би бил добар за овие пигментации, тетоважи кои би ги ваделе. За пишманаџија што се предомислува. Знаете како сега, тоа е се бива во животот. Сте напишале го сакам тој и после тоа после известен период животот се менува. Тоа е многу нешто што е многу често. Луѓето динамичен е животот и сакаат дел од тие тетоважи да ги отстранат. Да, благодарение на ова веќе трајните тетоважи не се трајни, така. И тоа може и тоа не е нешто што како намера, како идеја го имаме, меѓутоа ме прашавте што со овие што ги имаме сега можеме да разни типови израстоци на кожата, хемангиоми, бенигни тумори на кожата, скапилари, запушени некои лојни жлезди што се на лицето, проширени пори на лицето, брчки статички што се резултат на старењето, нединамичките што се резултат на контракција на мускулатурата кои со ботокс ги затвараме. Има статички брчки кои се резултат на старење на кожата, на сувоста на кожата, кои можат успешно да се третираат на тој начин. И постоперативни лузни, така исто лузните, решавате? Постоперативни лузни, стрии, што се јавуваат најчесто после бременост. Одредени, да кажам, флеки на кожата предизвикани од влијанието на сонцето, кое е се поприсутно и поприсутно, значи голем спектар на промени, брадавици одредени вирусни, генитални брадавици, понекогаш кај луѓе кои наместо додат со азот да ги третираат, ние во една сесија со ласер тие ги отстрануваме. Тоа се работи кои ги работиме и мислам дека има широка употреба. Невозможно е да се замисли денес модерната дерматологија, дерматовенерологија без употреба на ласерски системи. Тоа е како да ви кажам, како да се решите сега од тука до Велес да одиме пешки, не е исто како да одиме со автомобил. Отприлика тоа е разликата. Како изгледа целата таа процедура? Значи доаѓа кај вас пациент кој што може би видел нешто на интернет, па сакам и јас да имам ваква уста, сакам да имам вакви јаболчници или не знам што, дали ги исполнувате сите желби? Не сите. Или прво седнувате, преглед предпоставувам, па консултација и негде на сред пат се наоѓате помеѓу нивните желби и она што треба според вас да го добијат. Точно така како што кажавте, тоа вие многу добро го објаснивте, значи се работи за нешто што можеме да го направиме она што е реално. И пациентот секогаш треба да го соочите со реалните можности од третманот, да му објасните, бидејќи објаснувањето пред почетокот на третманот е објаснување. Објаснувањето по завршувањето на третманот веќе е извинување. Заради тоа треба да му објасните се на човекот, некои работи може да се направат и не секогаш сите желби треба да се исполнат. Да речеме, има пациент кој сака некоја процедура 10 пати да ја направи или да стави филери повеќе од тоа во уста, да речеме. Никогаш нема е доста. Повеќе од тоа што мислам јас дека е доволно. Не се сложувам на таквите интервенции без разлика дали пациентот ќе посака тоа некаде на друго место да го направи евентуално, затоа што медицината сепак функционира по протоколи. Насловот е како жената да се грижи за својот изглед. Ова е пред се поради предстојниот 8 март. Празник, да. Но да не ги запоставиме мажите. Сигурно и тие се ваши чести и редовни пациенти, така? Доаѓаат и мажите. Ние сега оваа кампања што имаме, да речеме, насочена повеќе спрема женската популација заради празникот на жената. Имаме попусти кои се и повеќе од оние што вообичаено ги даваме, за да на некој начин овозможиме на оние луѓе што би сакале, на оние пациентки што би сакале нешто да направат, особено во естетските делови, во употреба на ласерите, во подмладување на кожата, да го направат тоа, да тука им помогнеме. Од друга страна, не можам да кажам дека тоа е ексклузивно право, ќе важи само за жените. Ако некој маж сака да го искористи во текот на овој период, ние не правиме
дистинкција ова важи само за жените или важи само за мажите. Значи имаме доста мажи пациенти, бидејќи и мажите во последно време сакаат да изгледаат добро тоа. Да, на вашата страница прочитав дека вршите меѓу другото и трансплантација на коса. Предпоставувам тоа е нешто што мажите почесто го прават отколку жени. Да. Многу ретко кај жени се прави, малку е покомплицирано кај жени. Колку е успешна таа трансплантација? Многу е успешна, тоа е многу добра метода. Меѓутоа тоа е последната метода која, значи тоа е единствениот начин да се стават нови влакна. Друг начин да се стават нови влакна освен трансплантација на коса нема. А претходно треба да се применат сите оние методи кои ќе возможат да се сочува косата колку што е можно повеќе. Се разбира, ние не може да одиме над границата на нашите гени. Сега ако таткото, ако дедото немал коса, логично е дека може да се случи и пациентот да со текот на времето да остане без коса. 90% од мажите некаде во 60-та година имаат некаков бар мал степен на опаѓање на косата. И заради тоа оваа метода е многу добра. Ние одиме со една специјална технологија Сафир Фуе техника и нашиот технички тим, освен докторите, мене колегата од Турција кои работат со тоа, се од Аџи Бадем Холдинг од Истанбул, кој бидејќи таму е многу мануелна работа, долго трае, да кажам народски пипава е и многу важно е колку е тој што ги става верзиран заради траењето на процесот. Така трае 6-7 сати. Ако би го работеле луѓе што тоа не го работат на секојдневна основа, би требало 12 сати, што е премногу за пациентот. Една добра метода која ја работиме и тоа исто така веќе имаме солидно искуство со неја. Ја споменавте кампањата, народски кажано попуст, така претпоставувам, или пакети, ќе ни објасните точно за што станува збор, затоа што сепак не секој може да си го дозволи тоа, но еве со вакви акции вие им слегувате во пресред да може да стане подостапно за сите тоа. Па ние имаме една кампања која мислам не се налутат овие нашите од маркетинг како нешто погрешно, води и со Телеком во некоја процедура која даваме 30% попуст на овие естетски интервенции на сите ласери. Значи на сите ласери што ги имаме има 30% попуст во овој период заради празникот на жената, заради тоа што доаѓа пролета и заради тоа што сакаме да го овој период понудиме на што повеќе да го користат, да ги користиме ласерите, бидејќи во сред лето баш и не можеме да ги користиме заради влијанието на сонцето во јули, во август, и ако се сака нешто да се прави, сега е периодот да се прави. Добро, и тоа добро да се знае, така? Тоа е исто важно да се знае и она што сакам да го истакнеме дека на некои процедури кои се прават, да речеме, следува на пациентот, не знам, гратис ПРП, значи третман со плазма, значи кој ако се користи ласерот и така го перфорираме лицето со ласерската енергија, можеме да ги искористиме тие дупки што ги прави невидливи ласерот, тие перфорации, да ја нанесеме плазмата на лицето, да не боцкаме со игла па да правиме трауми на лицето, туку да го искористиме онака лицето кој онака е исперфорирано целото со таа компјутерска ласерска енергија, за да може да нанесеме плазмата и на тој начин да го засилиме ефектот на естетскиот третман кој го работиме. Тоа е нешто што исто така го нудиме како можност. Имаме попусти кои ги нудиме на овие ласерите за отстранување на влакна, кај што имаме и посебни пакети, кај што се дават, бидејќи ти одат во повеќе циклуси. 6 отприлика е процедурата што се прави за да се секој влакно фати во неговиот почеток на раст и тоа е исто така добра можност. На некои имаме значајни попусти кои не се така мали, да речеме со поголеми суми на пари доаѓаат, зависи од областа нормално која се работи. Да. Бидејќи имаме уште некоја минутка време, сакав да ве прашам за овие други методи, како што е ПРП-то, затоа што сепак за пошироката јавност тоа не знае толку јасно што е ПРП. ПРП тоа е кратенка на англискиот збор што значи плазма rich platelet или плазма богата со тромбоцити. Значи тоа е плазма која има многу тромбоцити, која се добива од крвта, значи крвта на пациентот се вади, не знам, неколку кубика крв и потоа се центрифугира во центрифуга и се добива чиста плазма. Таа чиста плазма има богати тромбоцити и тие тромбоцити имаат фактор на раст кој стимулира, не знам, ние го инјектираме, некаш спомнавме за опаѓање на коса, особено во ерата на ковид, кај што имаше силно опаѓање на косата пост-ковид кај пациентите, тоа беше многу популарно и многу го праве. Ама тоа се користи за подмладување на лицето.
почнале уште многу одамна и тоа се реколо вампирски лифтинг. Вампирски, да. Заради тоа што тогаш не била прочистена плазмата што ја употребувале и заради тоа што личело баш онака лицето цело црвено после тоа. Денес тоа баш и така не личи, не се исплашат се гледачките што тоа би го ваши кои тоа би го користеле. Се работи за нешто што е многу по-софт. Нормално кога се работи со игла ќе има по некој трак на лицето неколку дена на местото на убодите, меѓутоа тоа не е ништо страшно. А кога го користиме со ласер, тогаш го користиме, тогаш е многу елегантно. Само се излева плазмата врз површината на лицето и тоа го комбинираме. Плазмата со ласер, пополнувачи за ткивата, за уста, за назолабиални бразди и нормално ботулинен токсин, кој е ботокс, популарно народски кажан, кој е нешто што е, да кажам, докажано веќе 40 години дека е едно од најдобрите средства за подмладување. И уште два моменти би сакала да ве прашам. Ултразвучна кавитација. Да, кавитација тоа се користи ултразвук за слабење на, да речеме, на одредени наслаги. Со ултразвукот се топат на некој начин тие наслаги кои постојат и е метода која исто така се користи за оние што сакаат да изгледаат Да, добро, повторно ќе речеме кој не сака, така? Сакаат сите добро изгледаат, тоа е исто така можност која ја нуди. И мезотерапијата. Мезотерапија различни има мезотерапии, зависно од тоа што се сака да се постигне. Ние имаме неколку имаме кај нас и козметолошки дел. Имаме козметичар кој работи со делот од работите кои може да се прават и мезотерапии кои ние ги правиме некои, меѓутоа и пилинзи кои ги прават козметичарите. Работиме со, да кажам, со врвни брендови, со американски брендови во тој поглед и имаме доста задоволни пациенти кои тука доаѓаат. Се работи за мезотерапијата, всушност се таа може да биде различна. И плазмата е еден вид на ПРП-то е еден вид на мезотерапија, значи меѓутоа може да биде мезоботокс, може да бидат одредени други средства што се вбризгуваат, зависи од типот на лицето, зависи од не е исто, да речеме кај некој девојче што сакате да правите третман на акни, не е една возрастен човек кој сака да го освежи лицето или некоја господја која денес трендот е луѓето на 60 сакаат да изгледаат како да имаат 35 и тоа е ако може зошто да не, така? Медицината голем дел од тие бариери ги надминува, се разбира дека голем дел таков е животот. Денес луѓето кои имаат 60 години не се чувствуваат на 60 години, голем дел од нив се чувствуваат многу помлади и заради тоа што стилот на живење е различен кај луѓето. Не се исти 60 години денес и 60 години пред, да речеме, 40-50 години. А и затоа што возраста е состојба на умот, можеби, така? Веројатно и за тоа и веројатно и заради целата отвореност. Ова што сега што има, достапно е, се може да видат луѓето, што не значи дека се што ќе видат на интернет или на Google дека се треба да прават. Зашто прават и грешки. Да, затоа постоите вие и за консултација. Впрочем, вие ги дадовте првичните информации денес. Се она друго што ги интересира ќе може да ви се обратат во Аџи Бадем Систина. Многу ви благодарам